Пониза реакции на жителите од Скопско-Маџари, состојбата на Вардариште е непроменита, а камиони полни смети понатаму пристигнуваат. Иако од јавно предпријатие комунална хигиена, уште во средата ги смируваа граѓаните дека истиот ден локациите ќе бидат целосно расчистени и дека тие само служат за привремено да се депонира сметот, денес повторно пристигнуваше нов комунален отпад. Поради временскиот лимит на отпадот и неможноста истиот да се депонира во Дрисла, привремено се складираше во претоварните станици во Вардариште и во Карпош, а овие локации од денес целосно се расчистуваат. Известија на 15 април од јавно предпријатие комунална хигиена. Зошто и покрај се не се расчистува дивата депонија останува нејасно. Повторно стигнуваат и до 20 камиони со ѓубре, а во исто време дел од сметот се транспортира, но никој не знае каде. Се фрла, ама има и утовар што го пренесот на друго место, кај го носат, не знам. Се црпат ѓубрето од овде и се донесува. Значи, има негде околу 16, може и 20 тури фрлано свет од тие малите камиончиња. Граѓаните се вознемирени бидејќи никој не го слуша нивниот глас и тие понатаму се гушат во смрдеа и нечист воздух. После првиот викенд карантин од 61 час се транспортираа околу 1000 тони отпад, па се поставува прашањето каква ќе биде сликата на Вардариште после 85 часовната изолација која го опфаќа големиот христијански празник Великден.